Благодарам на одговорот. За мене лично моje мислење дека повторно релативизирате, поради тоа што ако клиниката прави нешто, немаше да имавме ваква одлука, која што е апсолутно правнички неписмена и не значи ништо. Одлука за формирање на комисија, со стопирање на работа на друга комисија основана претходно, за која што се даваат ингеренции да ја работи работата на моменталнава комисија. Хаос. Ако е ова унапредување на работата на онкологија, тешко раз. Сега, рековте дека прашањата на онкологија не се единствени и не се од сега. Биолошката терапија од 2018. Особено таквиот рамковен договор преку Министерство, кој што понатаму се одвива во 2019. Превне физички невозможно да го разводнувате случајот на биолошка терапија, како што реков, поради тежината на болеста и висината на цената, заради тоа што започнува од 2018 пампезно најавен за почит од тогашниот министер Венко Филипче. Што се однесува до стручниот колегиум и како ние го викаме, така е пишан и во статутот и во деловникот за работа на клиниката и функционирал до 2017 година. Престанал да функционира 18-та година. 18-та година не е ковид година. Исто така доста интересно. Во 80-та година се направени тендери за биолошка терапија од страна на клиниката за медикаменти цитоксимаб од 5 мг на милилитар, бевацизумаб, ворамфемиб, значи 8 медикаменти од прилика, кои што понатаму не се јавуваат. И велите, управните одбори подкрепиле. Што подкрепиле управните одбори кога немало стручен колегиум за да се каже кои медикаменти во колкави количини? Ама ќе ви кажам нешто што не сте приметиле во управните одбори. А тоа е дека на 19.6.2018 година, и да, многу ми е битно ова и за медиумите, доаѓа задолжение од Министерството за здравство до 23 ЮЗО да се отстапи условниот буџет за набавка на биолошка терапија од страна на клиниките кон МЗ и се доставува готова табела со спецификации не само на кои медикаменти, туку и кои единици мерки за истите, кои јачини ќе се набавуваат. Го знаевте тоа или ова ви е новитет? Благодарам.